Над 700 спортисти учествуваа на 9-тиот поред спортски викенд Илинден 2017 во организација на општина Илинден, а по повод одбележувањето на патрониот празник на локалната самоуправа и националниот празник на македонскиот народ. Надпреварувањата се одвиваа во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, хокеј и голем фудбал. Цела општина беше на нозе, а жителите 2 дена живееа во спортски дух со многу забава, дружење и рекреација. Шаховскиот турнир во Домот на културата официјално го означи стартот на спортскиот викенд. Присутните љубители на древната игра дадоа признание на организаторите што успеале да организираат ваква етаблирана манифестација, при што настапија 40 шахисти, а беше промовирана книгата Димитар Илиевски, легенда на македонскиот шах, од авторите Ненад Батковски, Димитар Илиевски и Љубомир Хаџиманев. И овој пат најголемо внимание привлече професионалната велосипедска трка во должина од 100 километри, трофеј Илинден 2017. Таа веќе е влезена во календарот на трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Телјадровци, Текија, Миладиновци и Кадино, а должината на еден круг беше 25 километри. Пред главната се одржа и рекреативната велосипедска трка во должина од 5 километри. За велосипедистите, организаторите обезбедија награди, признанија, медаљи и пехари. Шареноликоста од спортските дисциплини даде посебен шарм на овој мега спортски настан, кој веќе добро е познат. Голем интерес предизвикаа надпреварите во атлетика, на кои учествуваа над 250 ученици, младинци и деца. Спортскиот викенд не би бил целосен доколку ги нема надпреварањата во тенис и кошарка. И тука спортски борби и предизвик да се биде најдобар. Особено внимание и интерес кај присутните побуди и ревијалниот надпревар меѓу екипата на звездите на македонскиот фудбал од клубовите Вардар и Работнички наспроти екипата на општина Илинден. И токму тука на овој маратонски спортски спектакл
Присуствува и дел од легендите на македонскиот фудбал како Никола Илиевски Джичи. Од година во година се додаваат уште спортски дисциплини кои го збогатуваат овој дводневен настан, а за прв пат годинава се одржа ревијален надпревар во хокеј на ролерки, на кој учествуваа репрезентативци на Македонија. На спортските терени во Марино се одржа и традиционалниот надпревар во брзо пиење пиво. Од 10 учесници, најголема голтка имаше Бобан Јосифов. Овој надпревар се одржува трета година поред, а поради големиот интерес и забавата стана препознатлив дел од спортскиот викенд. И така заврши уште една одлично организирана и реализирана маратонска спортска манифестација за која ќе се зборува се до идната година, односно до новиот спортски викенд. Локалната самоуправа и градоначалникот Стојановски ветуваат уште поголема дружба и се разбира забава.